Да, се враќаме во студиото да поразговараме малку за она останато што се случува освен Бугарија, се уште е актуелен оној предлог на премиерот Заев за влегување на опозицијата во влада. Тој вели тоа не е широка влада, дава некоја друга дефиниција, вели да влезат сите. Сега дали е тоа влада на национален спас, дали е голема влада, дали е заедничка влада, не е битно. Но гледаме дека доста од партиите го одбија тој предлог, тој вели се уште е на маса, но интересно е, Заев вели, да, ВМРО, ДПМН може да влезе во влада, но без Христијан Мицкоски. Предлогот е во најмала рака чуден, можеби, ако не е интересен, како би го толкувале? Што сака да постигне премиерот со тој потек? Или едноставно само сака да го зголеми мнозинството во собранието? Една реченица во овет. Јас уште пред изборите, беа во јули, нели? Во јуни напишав еден текст во кој анкетите покажуваа дека се многу блиску резултатите на ВМРО и СДСМ, дека се надзира голема коалиција под услов ако навистина има политичка волја и се сака да се направат реформи. Можеше и со ДУИ, сите, дури и ДУИ во влада, дури и без ДУИ, со сите други. Една варијанта дури без ВМРО, но и со ДУИ и со сите албанци, па кај албанските фактори, па и таму анимозитети разни. Кај нас нема политичка волја, ова што Заев го предлага, вака навидно ми е убав предлог. Мислам дека во старт и самиот Заев знае дека тоа нема да успее. Ова терминот несумисковски, до сега се покажа дека од Преспанскиот наваму, значи низ многу премрежија помина Македонија, па што е заволена вистината и оваа влада на чело со Заев. Одговорот на опозицијата за било што е само не, без никако конструктивен предлог. Од друга страна, еве и ова, ако го земе за пример со клиничкиот центар, да не испадне се напаѓам опозиција брана власт, со клиничкиот центар 2000 амандмани. А не може 2000 амандмани. Тоа значи одма викаш не за било што, значи. Не знам за кислород ако треба да се бризга во Македонија, мислам дека пак ќе стават 2-3000 амандмани, не е за ова. Значи ајде разбирам за некои национални, емотивни прашања, капитални прашања и така натаму. Но за ова што 200 и кусур милиони ако Европа донира, а ти тоа го стопираш, па утре ќе ги повлече парите. Утре ќе падне СДС од власт, ќе дојде ВМРО. Му го нема тој проект, сам си ставил ова камче во чевело. Сакам да кажам дека нема политичка волја за тој предлог сега и јас, мојата прогноза е дека ако тоа се сака така да се направи, голема коалиција, за да тргнат реформите, бидејќи со 60 пратеници, 61 и 20, со COVID, без COVID, нема реформи. Нема реформи со 70 пратеници, реформи има со 80 пратеници. Без таков еден консенсус реформски, Македонија не може никаде да мрне. Ни за корупцијата, ова проективе, ни тоа што вчера министерот за надворешни, за европски интеграции и така натаму. Ние немаме политичка култура да кажеме добро, ќе изчекаме изборите, но се што е за Европа, се што е за напредок, се што е за антикорупција, се што е за, демократија, се што е за реформа во судството, ќе го поддржиме. Ќе има таква кооперација. Власта ќе биде покооперативна, но вие од старт кога ќе напишете 2000 амандмани, одма отфикорувате се. Значи нема дебата, нема собрание, собранието е мртво. Затоа јас прогнозирам дека мислам дека и треба на Македонија нови парламентарни избори. Тоа прашањето без Мицкоски со Мицкоски е прашање на ВМРО ДПМН, не е прашање на СДСМ и на премиерот. Но ова што се случува па сега со ВМРО, нели е тоа друга тема, но е поврзана и со претходната. Не случајно и премиерот рече изјави без Мицкоски. Веројатно прогнозата е дека е можна таква една широка коалиција без Мицкоски, доколку успее Конгресот на 28 кога е вореден, иницијаторите успеат. Тоа па може да доведе во на судски процес легитимен, нелегитимен да трае до локалните избори, до крај на година. Јас затоа прогнозирам, ако има навистина политичка волја кај политичките фактори, и во власта сегашна, и во опозицијата, и кај албанскиот политички фактор, и во опозицијата кај албанците, ние може и треба и мораме веќе конечно да направиме со овој распоред на политичките сили, со овие анкети што
истражувачите ги мерат плюс или минус неколку проценти, што ништо не значи, се покаже и со 61 и 2 претеника, дека мора да се направи широка коалиција, да мора да се покаже прво една европска политичка култура. Нашите политичари често за пример ги даваат германците, но ние сме далеко од германците. Ајде да се обидеме да направиме на широка коалиција. Но и таа мислам дека е можна да успее покрај сите распореди на потенцијалите на потенцијалите на распоредот во рамките на коалицијата, нели? Сега една коалиција владее со сите ресурси, мислам на распоредот на ресурсите и управувањето со нив, дека нас пак ќе ни треба некоја контрола од надвор, некој бриселски камшик, некој прибе на една таква широка коалиција да ја врши контролата, да помага, да моделира и ние, како се вели, ние сме сега на шините на Европа, со клипот што ни го постави сега Бугарија, но факт е дека конечно и после Преспа тргнавме во тој правец. Сега нас не треба политичка волја, кај власта и кај опозицијата, кај секој политички фактор, за една голема коалиција, затоа што и сегашното расположение на граѓаните според анкетите што ги следиме и според не само анкетите, се движиме меѓу луѓето и го чувствуваме нивното расположение и со изјавите и со отворените емисии и така натаму, со нивните јавувања, дека расположението, ова што вели Предраг, поделбата, не е толку голема поделбата, колку што е голема недовербата кај граѓаните во политичките структури. Затоа една таква голема коалиција е пожелна ако сакаме да направиме некои реформи, но пак ќе речем дека таа е единствено можна кај нас, за да нема и наети и 2000 амандмани, само со модерирање и моделирање на тие процеси од страна на Европски Брисел, ако тој покаже волја за тоа. Да, нас Меркел 2 пати ни го праќаше прибе, ние 2 пати го отвикаривме. И што е резултат од доаѓањето на прибе? Ние 2 пати ние пак ќе го отвикариме уште трет прибе ако ни пратат. Јас затоа велам, ако нема политичка волја меѓу сите политички фактори, ако не се загрижени за граѓаните и за напредокот на оваа држава, нека продолжат вака. Едните со ине, другите со 2000 амандмани. Дали ги начина отприлика Иванов тезите во одговорот, дали понудата на премиерот Заев всушност и не е насочена кон реално создавање на некаква широка коалиција, туку едноставно сака да се обиде да земе дел од пратениците на ВМРО ДПМН, да ги приклучи кон владачкото мнозинство, дали преку тие иницијатори внатре во ВМРО ДПМН, дали мисли дека дел од нив можеби имаат контрола врз дел од пратениците, дали можеби тоа е стратегијата на премиерот, едноставно да го зголеми владачкото мнозинство кое е многу тенко. Значи, јас ќе тргнам од тоа што премиерот апсолутно не знае што сака. А тоа го темелам на фактот што не прави никаква разлика од влада за национален спас, како што првично се изјасни, па широка влада, па ваква, па експертска, па техничка, тоа се сите различни форми. Сега, неговиот став е влада, првичен став, па после сам себе се демантираше, не знам по кој пат веќе, влада за национален спас. Од што ќе да спасува? Зошто не кажа во моментот од што ќе не спасува? Тоа е една работа. Втора работа. Покажа дека не се консултирал ниту во партијата, ниту со коалиционите партнери. И излегува, како добра вила, предлага начин за решавање на заложените проблеми. Сега, кој е начинот? ВМРО, ама не Мицкоски. Чеке, тоа не е негова работа. И сега, после вакви изјави и после обидот за бегство на господинот Мијалков, му верува некој дека не се во брак од интерес? После она што се случи во собранието, околу промената на името и уставот? Премиерот Заев вели дека пресудата за Мијалков е доволен доказ дека тие не се во коалиција. Не, тие финти улични за во Струмица, за пред јавност, не. Две бола. Значи, очигледна е неговата тенденција дека игра на картата да го уништи ВМРО со дефинитивен расцеп и не може да се персонализира ВМРО само во Мијалков или во Мицкоски.
Значи, тоа Целта во таа негова насока е мислите дека е понудата, за тоа е апсолутно, понудата. апсолутно. Зашто ако имаш искрени намери, прво тоа предлогот ќе поминал внатре во партијата, ќе се консултирал со коалиционите партнери и ќе излезал, јавно ќе кажал, не влада за национален спас, зашто ќе требаше да објаснува милион работи други, ќе најдеше друг термин. Вака е само основна цел да ја потврди љубовта со господинот Мијалков и да игра на картата на дефинитивен расцеп на ВМРО ДПМН. Па нема ништо предраг полегитимно отколку да го ослабеш максимум својот политички конкурент. Мислам, тоа е политичката борба. Знаеш како така што и во политиката тоа е треба да има легитимно. морал, етика и хуманост. Зашто ти не можеш човек во болница кој се бори со живот Не, да не. му подметнуваш кукавичко јајце, не можам јас без Мицковски. Добро, Колку сега- може он без Мицковски, толку може Мицковски без Короната него. еве да чукнеме во дрво. Некои работи мора да има коректност но факт е и во дека политиката. дека врвот на таа партија од преспанскиот и предпреспанскиот наваму, па и ова сега со пописот е партија на негирање на се, на било каква Не иницијатива. се сложувам апсолутно. Вие за еден попис, за една операција која била политичка или не била според стандардите на Европа, па ние не сме Европа, затоа ние правиме разни компромиси. Такво беше и со Грција компромисот, па влеговме во НАТО. Да немаше компромис, ке немаше НАТО, нели? Излеговме низ бодликава жица, искарваривме, сите искарваривме, но еве, се крепиме, уште туркаме, секи решаваме проблем за Со Европска балкански методи само така, што би рекол Хан. Се византијски може се, не знам, се едно, но сакам да кажам дека нема полегитимно од тоа да си го ослабеш својот политички конкурент, тоа е легитимно. Јас кога зборувам за политичка волја, зборувам и кај едните и кај другите. Јас пак ќе речам, нема моќ оваа актуелна власт да Па прави. нека одиме, Не ме интересира. нека организира предвремени избори. Друго сакам да Почесно е. кажам. Па сигурно, мислам дека е Почесто е најчесно. предвремени избори, отколку вакви работи да губиме време само не и се, енергија. Не се работи за честно или нечестно, се работи за потреба или непотреба. Јас мислам дека ако успееме и пред во јуни некаде, значи пред летото, не чекајќи ги локалните, да организираме парламентарни избори со една политичка волја и со една политичка структура која ќе биде подготвена. Со најавена, со најава за широка коалиција. Не. Не, пред време да се знае. Не, дозволете, тоа решаваат граѓаните. Да. Ако граѓаните пак направат таков распоред на политичките сили во парламентот, тогаш тие ќе имаат врската, таа е морална, да направат нешто за да тргнат реформите во Македонија. Вака ништо да не на секој иницијатива 2000 млади, на друга иницијатива контра, на ова не. Ама не е така, Соки. Сега ти слушаш, гледаш една страна. Што е го спречило во моментот? Мене ме интересира Македонија, општеството, значи, граѓаните напред и Европа да Што ја донесеме овде, спречила власта? ако Европа не пушта таму. Што ја спречува власта во моментот да почне изградба на клинички центар? Што ја спречува? Еве 2000 амандмани. Не е точно. Што е точно, не знам тогаш. Точно е, Некој сам, лаже. во предложениот закон за изградба на клиничкиот центар една работа само недостасува законска, тоа е можноста на министерот за здравство да договара тендерски работи. Само тоа е додадено во законот. Добро, ама нели комисија е власта предлага, еве опозицијата нека формира комисија, нека ги следи процесите. Ама чекајте сега. Тоа нели е фер понуда сега? Чекај сега. Со Не, што не сакам да се ставам у позиција да напаѓам или да бранам некој од политичките фактори. Јас цело време за друго зборувам. Дали има политичка волја и власта и опозицијата врз основа на волјата на граѓаните да направат распоред во парламентот и во влада која ќе биде реформска, која ќе носи напредок на оваа држава и некои европски вредности. Нема тако што него сака тоа. Ние од изборите наваму, заради таквиот распоред, веројатно, нели тапкаме во место. Парламентот не функционира. Ние сме не функционална демократија. Имавме Само избори се резултати. Кои се решенијата? Решенија се пак граѓаните да ги прашаме. Ги спомнавте плановите, значи ние прво имавме план 369 кога дојде владата на почетокот, кога беше министерот Османи вице-премиер, па после план 18. Па имаше уште еден трет план со бројка, па сега имаме акционен план за борба против корупција, па вчера имаме нов план Европа сега, значи да донесеме Европската унија дома, и цело време што вие велите, тапкаме во место. Ние носиме акцијски планови, реформи, но не гледаме дека во суштина нешто се Ние правиме менува. планови, но немаме материјал да градиме.
Тоа е проблемот. За да имаме материјал да ги градиме реформите, треба и власта и опозицијата, затоа што тоа е волјата на граѓаните. Таков е распоредот за жал или за среќа, нели? За некого за среќа, за некого за жал. Затоа мислам дека се нужни нови избори, на кои со добра подготовка, да не се трошат сили на маргинални работи, бидејќи реформите стојат, парламентот нема да проработи, затоа што опозицијата гради една политика на инеја до крај. Не знам дали власта гради политика на ароганција до крај. Ароганција и насилство. Се едно. И политичко насилство. Ароганција нека биде и насилство, овие инеја до крај, нели, блокада, користејќи ги сите наводно демократски средства, но тоа граѓаните, ни едните, ни другите, за тоа не ги ставија во Добро, парламент. до кога би можело да се продолжи вака? Можно ли е вака? Собранието е дефинитивно нефункционално. Значи, еве, дали е... Можно е доека не се иселат сите од Македонија. Не е важно, едноставно не функционира. Дали е решение функционирање на собрание еднаш месечно да се собира и да гласа закони за кои до тогаш комисиите ќе расправаат и ќе дадат зелено светло. Не. Пратениците не доаѓаат на работа, не доаѓаат на седници. Затоа опозицијата ли е виновна? Корумот кој треба да го обезбеди? Опозицијата е виновна исто како и власта, извини Предраг. Не, само малку јас за кворумот зборам сега. За кворумот зборам јас. Значи не може некој да не дојде на работа. Опозицијата постои да формира собрание и тоа собрание да функционира. Точно. Значи, а не доаѓаме затоа што власта, таа е теза на, дозволете, теза на опозиција. Само што теза на опозицијата. Политичка битка е на опозицијата да каже дека мнозинството е тен кој не функционира власта и тоа се манифестира во пракса. Значи тие пратеници имаат обврска, да работат во парламентот во салата, а не да чекаат дали ќе има мнозинство или не да блокираат. Значи не се за тоа избрани од граѓаните. Но друго е прашањето на ароганцијата што велите вие на власта. Не може ти закон за попис на 30 амандмани ни еден да не прифатиш и да бараш после консензус? Се согласувам за тоа, значи власта реков дека е арогантна во многу сегменти и проблемот е што не ја навлече опозицијата, рече добро дајте ги вашите предлози ќе ги усвоиме, но опозицијата мора да има чувство дека ние не сме Евростат. Ние сме сепак уште Балкан овде и дека уште, дозволете, некои политички прашања мораме со консенсус да ги решаваме. За пописот конкретно ќе ви кажам сега. Значи во Македонија, ако добро се спроведе професионално пописот, точно ќе се знае колку има граѓани во Македонија и со која националност. Колку граѓани има македонци и од било која етничка заедница иселени во странство и колку се. Значи кого боли глава од тоа? Значи каде е проблемот? Што опозицијата вика не сите што ќе затегнат во Македонија. Јас се согласувам, така е во Европа, но ние не сме Германија. Ние не сме Шведска и Холандија. Значи ние каде сме ние? Што сме ние? Сакаме демократија, сакаме во Европска унија со балкански стандарди. Ама ајде на копче можеш да го промениш менталитетот. Не можеш. Кој го носи законот? Опозицијата и власта. Мнозинството го носи законот. Мнозинството манифестира. Добро, што пречи, кажи ми, што пречи да знаеме колку луѓе имаме во државата? Ако стандард европски, демократски е да се попишува резидентно население, тоа ќе се попише. Значи европски крај на приказната. Вака се, значи јас кога говорам дека и ова проблемот со Бугарија што го имаме и што го имавме проблемот со Грција не е ни европски, ни светски, ни балкански стандард, па го имаме проблемот. Значи ние внатре па имаме друг проблем бидејќи некој политички фактор бара ваков попис. И ние тука правиме разни компромиси сепак да добиеме некој... Кој е тој политички фактор што бара ваков попис? Не знам. Ти треба подобро да знаеш сега. Значи сакам да кажам... Што не го кажа тоа јавно? Ние сме општество, не знам кој, никој јавно не истакнал. Не можам јас да повторам, ја насетувам. Сум го напишал. Ќе кажам и прва прилика, не знам. Но и за нас е важно, како што е за некој етникум и важно колку има надвор од границите во тој момент, а плаќаат данок овде имаат куќи, така е важно и за македонскиот етникум, колку живеат во странство и колку плаќаат данок овде и сепак се нерезидентни, но се македонци. Но само ова Македонија ќе добие со овој попис комплетна слика за тоа колку граѓани во оваа година, до крај на годината, живеат во Македонија. И што е спорно тука? Ништо не е спорно, само што е надвор од стандарди европски, така? Океј, ама ние сме нетипична нестандардна држава. Ништо не е спорно, само што е надвор од европски стандарди. Добро, што мислите, Димитровски, за пописот како ќе заврши? Гледаме дека има и политички партии кои отворено веќе работат на бојкот.
веќе влегуваат и во кампања за бојкот, да не се отвара врата и така натаму. Опозицијата нејасен е ставот, вела дека нема да ги признаат резултатите од пописот, но за волја на вистината ВМРО ДПМН не ги повика граѓаните да бојкотираат. Како ќе заврши целиот процес? Како ви личи вас ова, ќе добиеме или ние некакви кредибилни податоци на крај? Мене ми личи на силување. Се ова на силување, политичко силување, како сакате крстете го. Зошто? Затоа што сега свесно кризниот штаб и владата носат мерки за полициски час само за 12 дена. Значи првата станица е 12 дена да видиме како ќе се движат бројките. Што ќе биде ако бројките и натаму продолжат да растат? Значи одиме прво со варијанта за 12 дена да видиме дали ќе се намалат бројките, па ќе видиме што ќе правиме. Ако се намалат добро, ако не се направат, што правиме ако се зголемат бројките? Кој премиерот денеска изјави дека пописот ќе се спроведе и секој треба да преземе одговорност. Да, јас ќе преземам мојата одговорност, меѓутоа мои попишувачите апсолутно нема теориски шанси да ги примам во сопствениот дом. Ќе ги примам пред врата. Нема шанси. Не е домаќински тоа. Не. Јас имам лично. Ако може подписи да се собираат против попис без маски и со гужва, па ќе ги примиш и дома, нели? Само малку, значи ти не ја знаеш не малку карикирам. Вие не ја знаете мојата семејна здравствена положба во моментот. Се извинувам. Исто како што не ја знае ниту еден попишувач кој ќе ми звони на врата. Мислам дека има можност да се пријави тоа однапред, па да се најде. Затоа велам, на врата да. Добро. Не викам нема да дадам податоци, велам на врата да, ама дома не. Но спомнавте европски. Сега колку ќе бидат расположени луѓето да ги примаат внатре попишувачите, тоа не знам. Посебно не вакцинирани. Но спомнавте европски стандард за пописот. Па европски стандард не е веќе попишувачи во Европа да додат од точно електронски се прави тоа. Електронски бази на податоци. Електронски, ако некој електронски не се, ова институционално ќе го најде државата низ тие бази на податоци и кај нас исто така може да се направи така. Сега е навистина легитимно прашањето доколку диаспората може електронски да се попише, дадена е таа можност. Зошто не е дадена можност и тука кој сака електронски се попише? Навистина е чудно тоа прашање. Па со ова неотварање на врати и со оваа кампања, не мислев на вашиот случај генерално, со таа кампања веројатно пописот ќе биде во една добра мерка подпрен на институционален попис, нели, на преку институциите на тие бази на податоци ќе се евидентираат. Да, добро, почитувани ни истече времето, ви благодарам на двајцата за учество во оваа емисија. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам што ја следевте анализата и се разбере, останете со програмата на Телевизија 24.